Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте на. Македонската компанија Хајтек е првата која влегува во тир зоните. Чадиев го дели отчетот за сработеното во годината што изминува. Во 2016 Македонија ќе биде една од водечките земји во регионот по подобрување на патната инфраструктура. Хајтек е првата македонска компанија која влегува во тир зоните. За оваа инвестиција која започнува со реализација наредната година, ќе бидат инвестирани околу 20 милиони евра. Премиерот Груевски најави и создавање на IT зони. Хајтек е првата македонска компанија која влегува во тир зоните. Под исти услови како и странските инвеститори, Саво Станковиќ ќе го развива сопствениот бизнис. Во инвестицијата која започнува да се реализира наредната година, ќе бидат инвестирани околу 20 милиони евра. Влезот на македонските компании во тир зоните вчера го најави и премиерот Никола Груевски. Ова е вториот историски момент за мојата компанија, влегувањето во слободната царинска зона со нашата нова инвестиција, по која што во прва година ќе вработиме 100 нови вработувања. Ќе инвестираме севкупно во планираниот период од 8 години повеќе од 20 милиона евра и со севкупно вработување во втората фаза 200, значи севкупно околу 300 нови вработувања во Македонија. Влегувањето на Хајтек во тир зоните е доказ дека условите за водење на бизнис се еднакви за домашните и за странските инвеститори. Сето она што беше полемика или разговор во определен временски период дека македонските компании не можат да влезат во зоните, е дека денеска ова се потврдува. Ова е првата компанија која официјално донесува одлука и она што е многу важно да се каже дека компанијата ќе го задржи целиот овој производствен процес. Сето она што значи прототипно производство и малосериско производство во постоечката фабрика во Орешани, додека она што ќе биде сега ново креирано и ново формирано, ќе значи проширување на дејноста на фирмата и многу големо зголемување на она што ќе значи годишна реализација или извоз од Македонија, бидејќи ќе се произведува нешто што е многу пософистицирано. Интерес за инвестирање во тир зоните континуирано постои. Доказ за ова се и статистичките податоци, кои покажуваат дека во првите 11 месеци од годината извозот бележи раст од 26% во однос на истиот период минатата година, со што вредноста на извозот изнесува милиарди и 340 милиони денари. Прогнозите се дека и наредната година од тир зоните ќе се бележи раст на извозот. Некаде до 15 јануари следуваат уште неколку кои што ќе инвестираат во Македонија. Странски компании. Овие се двете македонски компании. Следува подпишување на договор со компанија од Калифорнија за производство на софтвер, која што ја запознавме на роудшоуто што јас го имав во Калифорнија пред отприлика една година. Не ме земете точно да збор, но мислам дека беше некаде минатата 2014 година и релативно брзо успеавме да ја убедиме и да ги договориме сите детали, така што некаде кон средината на јануари, околу 15 јануари очекуваме да дојде до подпишување на договорот. Со оваа компанија станува збор за 250 вработување и инвестиција од 13,5 милиони евра, станува збор за производство на софтвер за виртуелна реалност. Многу интересен производ кој што ќе го произведуваат. Имаме две од Германија. Оваа првата ја работеше и со нив континуирано продолжи после роудшоуто да работи Христијан Делев, кој е заменик министар за економија. Со следните две од Германија соработуваше Бил Павлевски. Едната е за електронски делови, односно производство на LED светилки. Тие ќе имаат 200 вработувања и некаде во првата половина на јануари треба да дојде до подпишување на договор со нив. Втората е автомобилски делови за производство на автомобилска на пластични делови за автомобилската индустрија. Тие ќе инвестираат во Прилеп и ќе вработат најмалку 150 луѓе. Така што тоа се три странски компании
и 2 домашни со кои што сега до кај 15 јануари ќе подпишеме договор. Она што е новина, вели премиерот Груевски, е создавањето на IT зони. На последната владина седница биле усогласени дел од законските одредби. Сега наред биле претениците. Тие треба да го дадат крајното зелено светло за отпочнување со работа на новите IT зони. Од јануари државата ќе дава неповратни грантови за отварање на бизниси во висина од 3500 евра. Овие средства ќе бидат наменети за отварање на 920 фирми во кои ќе се вработат 970 лица. Од следниот месец државата ќе дава неповратни грантови во висина од 3500 евра за отворање на бизниси и самовработување. Средствата ќе бидат наменети за отворање на 920 фирми во кои ќе се вработат 970 лица. 50 од отворените фирми ќе добијат средства да вработат двајца. Текот на 2016 година за оваа мерка ќе бидат распишани 2 огласи, од кои што првиот ќе биде распишан веќе во текот на месец јануари. Сите оние лица кои што не се на евиденцијата на Агенцијата за вработување да се пријават и на тој начин да се стекнат со можност да ги користат можностите при аплицирањето на самиот оглас. Агенцијата по распишувањето на огласот ќе ги води сите лица кои што ќе изразат интерес за користење на овие средства во рамките на целиот процес, ќе добиваат совети од нејзе се со цел да се финансираат со средствата од државата оние бизниси кои што ќе покажат најголема продуктивност, најголем квалитет, се со цел покрај тоа што ќе се само вработат лицата кои што ќе ги отворат овие бизниси, да се вработат и дополнителен број на лица со развојот на сите овие компании кои што ќе ги поддржиме финансиски. Оние кои ќе отворат собствен бизнис или пак ќе го искористат владиниот проект за самовработување или пак ќе вработат само уште еден, ќе важат истите услови од проектот Македонија вработува. Со тоа се ослободуваат од плаќање на социјални придонеси и персонален данок. Програмата самовработување нема да го поддржува основањето на бизнис во земјоделската дејност, растително и животинско производство, лов и услужни дејности, трговија на големо и дистрибуција, како и производство и дистрибуција на оружје. Градежната експанзија во инфраструктурата продолжува и наредната 2016 година. Министерот Мисајловски, давајќи отчет за она што го сработи Министерството оваа година, напомена дека и до година продолжува реализацијата на проектите кои допринесуваат за побезбедна патна инфраструктура. 2015 година беше најуспешна година на Министерството за транспорт и врски, која ќе се памети по неголемите инвестиции во ресорот транспорт од Независна Република Македонија. Почитувани, 2015 година ја посветив на реализација на големи проекти во патната и железничката инфраструктура. Достигнавме рекордна бројка на превезени патници низ двата аеродроми. Овозможивме нови авионски линии до европските метрополи. Овозможивме нови рокови за легализација на диво изградените објекти. Со засилено темпо работевме и на изградба на автопатот Емиркапија Смоквица во должина од 28 км, инвестиција од 210 милиони евра. Очекуваме овој автопат да го завршиме до крајот на следната година. Во соработка со делегацијата на Европската унија, оваа година ја завршивме и реконструкцијата на автопатската делница од Велес до Котланово, со должина од 23 км и инвестиција од 6,6 милиони евра. Продолживме со изградба на регионалниот пат од Скопје до Сончевград, на експресниот пат од Велес до Кадрифаково и од Опај до Станчиќе. Министерот Мисајловски најави дека следната година ќе се продолжи со уште позасилено темпо, бидејќи ќе се започне со изградба на 5 експресни патишта, а воедно ќе се започне и со рехабилитација на уште 6 регионални патишта, што значи дека следната година активно ќе се работи на вкупно 24 регионални патишта и 7 автопати со вкупна должина од околу 600 километри. Прес 24 пренесува дека специјалната јавна обвинителка Катица Јанева го ослободи Верушевскиот притвор. Познавачите на политичките состојби во државата велат дека ова е очекувано и дека Јанева со оваа постапка покажува дека работи во дослуг со СДСМ.
специјалната обвинителка Катица Јанева ќе го ослободи Верушевски од притвор, пренесува порталот Прес 24. Во објавената статија, порталот го пренесува одговорот кој на нивно прашање го дава специјалното јавно обвинителство. Ви известуваме дека од страна на одбраната за обвинетите предложено е укинување на мерката притвор и определување на гаранција по однос на што, а постапувајќи по барање на судот, ние дадовме позитивно мислење во кое појаснуваме од кои причини сметаме дека постојат услови мерката притвор да биде заменета во гаранција. Воедно од наша страна предложено и определување на мерка на предпазливост, и тоа мерка на предпазливост забрана за нарушување на живеалиште или престојувалиште и мерка на предпазливост одземање на патна исправа за поминување на државна граница, стои во одговорот на специјалното јавно обвинителство. За познавачите на политичките состојби во државава, ова е очекувано. Велат време било кога Јанева во своите постапки ќе се демаскирала дека работи во духот на Социјалдемократскиот сојуз. Овие нивни тези ги подкрепуваат со проширувањата во наделникот Фокус. Неодамна во новинарски текст тие најавија ваква разврска. Ослободувањето на Верушевски го отвора прашањето дали ќе испаднат точни пишувањата во медиумите дека специјалната обвинителка со лидерот на опозицијата може би имаат договор за непредавање на 600.000 резерви кои нелегално ги поседува опозицијата. Ослободувањето на Верушевски од притвор причина за пресконференција на ВМРО ДПМН е. Пратеникот Антонио Милошовски од партиска говорница рече, имајќи во предвид дека јавно е признаено дека Верушевски и Заев договарале бегство на Верушевски од Република Македонија, повеќе од известна опцијата дека сега кога Верушевски не е во притвор, тој може да стане недостапен на органите на прогонот, односно во ситуација кога министер за полиција е генералниот секретар на СДСМ. Известност на опозицијата за бегство од земјата е третиот основ по кој задолжително се определува притвор. Со оваа своја одлука која не е базирана на аргументите, Катица Јанева, наместо во интерес на правдата, делува во интерес на попречување на правдата. Со оваа одлука Катица Јанева настапи како бранител на Зоран Заев и Верушевски, обвинети во истиот случај, потенцираше Милошовски. Општина Велес го изработи отчетот за сите реализирани проекти и активности во 2015 година. Целта е одговорно и транспарентно да се оправдаат вложените парични средства на народот. Околу 70 реализирани проекти од 2020 се содржат во отчетот кој општина Велес го изработи со цел да ги информира граѓаните за активностите на локалната самоуправа во изминатите 365 дена. Целта е преку транспарентен и отворен пристап јавноста да знае во што досега се вложени парите на народот и што се е постигнато за напредокот на општината. Се што постигнавме досега и сите планови за иднина не се само наше дело. Тоа не ќе беше возможно ако не бевме поддржани и поттикнати пред се од граѓаните на општина Велес, ако не ја добиевме нивната помош заедничка, кои проекти да ги реализираме, ако ја немавме помошта од бизнис секторот, од бизнис заедницата и секако од институциите на системот. На сите што изминатава година го дадоа својот придонес во развојот на нашата општина, искрено им благодарам. Развојот на општината како современа локална самоуправа, додава Чадиев, се должи на сите пофалби и критики и укажување од страна на граѓаните. Целта е преку решавање на проблемите да се подигне стандардот на сите жители во општината. Свесен сум дека само на овој начин ќе можеме на идните генерации да им оставиме пристојно и сигурно место за живење, за работење, за обстојување. Општина Велес беше, е и ќе остане ваш сервис. Да ги слуша потребите на граѓаните, да се стави во функција на решавањето на проблемите на граѓаните на општина Велес. И во иднина ќе останеме на иста страна, за да може бројот на децата во градинките и училиштата да се зголемува, да се подигне стандардот на сите жители на општината, да ги негуваме подеднакво културата, традицијата, обичаите на сите националности кои што живеат во општина Велес. Доказ за посветеното работење на локалната самоуправа според Чадиев е фактот што општина Велес е прогласена за најтранспарентна општина во Република Македонија. Додава дека отчетот ќе остане практика која ќе се применува и во иднина како сублимат на сите реализирани активности. Денеска отчетот за сработеното во годината што изминува лично започна да го дели градоначалникот Славчо Чадиев. Случајно анкетираните граѓани се задоволни од досега сработеното на оваа локална власт.
Градоначалникот Славчо Чадиев денеска лично започна да го дели отчетот за сработеното во годината која изминува. На 43 страни преку пишан текст и фотографија, Велешани може да се запознаат со се што сработила локалната самоуправа. Отчет за сработени 365 дена од годинава. Што се работил градоначалник? Како сте? Таман ќе видите што има сработено во теков на измината година. Оцените дали е точно направено тоа што е кажано. Велешани не се изненадени од фактот што токму градоначалникот Чадиев го дели отчетот. Тоа го правеше тој и во годините наназад. Случајно анкетираните граѓани задоволни од работата на локалната власт. Поблиска комуникација и може сите да имаат преглед на тоа што е сработено. Колку сте вие задоволни од тоа како работи локалната самоуправа? Сега гледам ја некои работи што ги завршувам, релативно брзо ги завршувам и мислам дека задоволувам. Убаво работи, нема што да речем. Мислам дека добро работеше. Нека продолжат така. Доста активности има низ градот. Тие си работат убаво, секогаш чим народот ги гласал, си работат убаво луѓето. До крајот на оваа година од локалната самоуправа вела дека ќе се погрижат отчетот за сработеното да стигне до секое велешко семејство. Чадиев вели, така директно секој ќе може да направи споредба дали она што го ветил градоначалникот и го исполнил. За само 2 недели од почетокот на откупот превземени се 5168 тони тутун од годишната реколта, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според првичните проценки, се очекува да бидат откупени околу 25.000 тони тутун. Само 2 недели од почетокот на откупот преземени се вкупно 5168 тони тутун од годинашната реколта, а просечната цена е 185 денари по килограм или 65 денари повеќе од ланската за истиот период, соопшти денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според поратоците од Државниот инспекторат за земјоделство, исплатата е реализирана со 54,21% или за родот од 2015 година до сега се исплатени околу 519 милиони денари. Откупот се врши на 186 дваги на 152 откупни места од страна на 9 откупувачи без проблем и согласно договорите меѓу производителите и откупувачите. Според првичните проценки се очекува да бидат откупени околу 25.000 тони тутун. Одбележан беше патрониот празник на Средното општинско училиште Кочорацин од Свети Николе. Како и досега учениците од ова училиште дадоа свој белек на чествувањето на патрониот празник. Соработката помеѓу Кочорацин и Славјанскиот факултет континуирано продолжува и понатаму. Музика, песна, хумор, драма. Вака учениците од Средното општинско училиште Кочорацин од Свети Николе го прославија патронот на своето училиште. Можеби ќе се прашате која е поврзаноста помеѓу ваквиот настан и чествувањето на роденденот на Коста Солев Рацин. Тоа што нашиот патрон го очекува и добива од нас се емоциите, излив на тага, љубов кон луѓето, но и кон сопствената татковина. Вака директорката на Средното општинско училиште Кочорацин, Маринела Зафирова, на малку поемотивен начин го даде своето видување за лајт мотивот на денешниот настан, насловен Мали луѓе, големи таленти. Денеска го чествуваме нашиот патронен празник, родениот ден на нашиот патрон Коста Солев Рацин и верувам дека наспроти сите негови очекувања, денеска нашите деца, големите таленти, баш во духот на неговите очекувања ќе покажат нешто што провејува вечно низ неговата поезија и неговото творештво. Средното општинско училиште Кочорацин не би биле тие доколку не дадат свој белек во чествувањето на нивниот патрон. Ние сме отворен универзитет за сите видови и групи на студенти, меѓу другото сме отворени за соработка, али исто така сме отворени и за нивна партиципација во некои наши програмски активности што ги спроведуваме и ќе ги спроведуваме во иднина.
Соработката помеѓу Средното општинско училиште Кочо Рацин и Славјанскиот универзитет Гаврило Романовиќ Државин Свети Николе продолжува со понатамошен континуитет се во насока на продлабочување на веќе постоечкото партнерство во различни облици на соработка, образовни штандови па се до одбележување на вакви културни образовни настани. Денеска Државниот испитен центар ги објави прашањата за екстерното полагање. Стапката на сиромаштија во Македонија намалена. Денеска припадниците на католичката вероисповест го слават Божик. Вести од Македонија. Државниот испитен центар ги објави прашањата за екстерно тестирање за учениците од завршните години на средното образование. Оттаму известуваат дека објавената база содржи повеќе од 85.000 прашања, од кои 20% се нови. Во следните 2 недели, поточно до 8 јануари 2016 година, јавноста ќе може да остава коментари за конкретните прашања. Прашањата за кои ќе има валидни и конструктивни коментари ќе бидат соодветно коригирани. Државниот испитен центар ги повика сите засегнати страни, ученици, професори и родители да се вклучат во проверка на прашањата за да се прочисти и да се подобри квалитетот на базата на прашања. За 2,1% во однос на 2013 и 4,1% во однос на 2012 година намалена стапката на сиромашни лица во Република Македонија. Според Државниот завод за статистика, стапката на сиромаштија минатата година изнесувала 22,1%, за разлика од 2013 кога била 24,2%, односно 26,2% во 2012 година. Бројот на сиромашни лица во Македонија лани изнесувал 457,2 лица. Стапката на сиромаштија кај жените е 21,9%, а кај мажите 22,9%. Најголема е кај домакинствата со 2 возрастни лица и со 3 или повеќе издржувани деца и изнесува 51,1%. Потоа следат домакинствата со 2 возрастни лица и 2 издржувани лица, каде стапката е 25% и домакинства со издржувани деца. Според нефреквентниот статус на економска активност, стапката на сиромашни вработени лица е 9,8%, додека стапката на сиромашни пензионери е 8,4%. Гини коефициентот, односно мерката за нееднаквоста во распределбата на приходите, според Државниот завод за статистика, изнесува 35,2%. Припадниците на католичката вероисповед денеска го слават Божик. Синоќа во католичката црква Пресвето срце Исусово во Скопје се одржа божикната миса, на која покрај големиот број верници присуствуваше и владино државниот врв. Христијанските цркви, кои го прифатиле сметањето на времето според Григоријанскиот календар, денеска го слават раѓањето на Исус Христос. Божик и денес, освен Римо-католичката црква и западните цркви, го празнуваат и православните цркви, кои на крајот на минатиот век го прифатиле Григоријанскиот календар. 13 дена подоцна, Божик според Јулијанскиот календар ќе го прослават Македонската, Руската и Српската православна црква, Ерусалимската патријаршија и Света Гора. Согласно законот за празници, денешниот ден е неработен за верниците од католичка вероисповед. Нетипични бури и торнада ги зафатија јужните делови на САД. Најмалку 14 лица го загубија животот. 100 лица загинаа од експлозија во Нигерија. Ова е свето денеска. Нетипични бури и торнада ги зафатија јужните делови на Соединетите Американски држави, во кои животот го загубија најмалку 14 лица. Мисисипи, Тенеси и Арканзас се државите кои се најмногу погодени, каде голем број домаќинства останаа без електрична енергија, а обилни врнежи од дожд и електрични празнења има и во Атланта и Северна и Јужна Каролина. Десетици луѓе се повредени во невремето, уништени се автомобили, домови и објекти.
минути. Инаку температурата на воздухот на бадниковата вечер од Алабама до Њујорк се искачила над 20 степени Целзиусови. Рекордни 22,2 степени се измерени во Њујорк, што представува највисока температура за овој период од 1871 година. Најмалку 100 лица загинаа во експлозија на цистерна во јужниот нигеријски град Неви. Камионот се запалил и експлодирал на бензинска пумпа, каде многу нигерици чекале газ за да ги наполнат своите боци. При несреќата загинале и клиенти на фирмата кои ги полнеле балоните со газ. Експлозијата и пожарот што уследил биле толку силни што во нив настрадале и некои жители на најблиските куќи и минувачи. Неколку тешко повредени луѓе се превезени во градската болница. Од вчера работи ракометната репрезентација на Македонија со 17 ракометари. Комплетирано е 16-тото коло во АБА лигата. И денеска традиционално за Божик во најсилната светска кошаркарска лига НБА се играат атрактивни одбрани надпревари. Во продолжение вестите од спортот. Со 17 ракометари кои се на располагање на тренерот Данило Брестовац и кондицијскиот тренер Кристијан Кајчевски, од вчера работи ракометната репрезентација на Македонија. Поради непочитување на правилата во репрезентацијата, надвор од неа се голманот Даниел Дупјачанец и Мартин Велковски. Последниот збор за нивниот статус во репрезентацијата ќе го даде селекторот Ивица Обрван, кој од лични причини на репрезентацијата ќе се приклучи во недела. Јавноста очекува Обрван да има најпрвен разговори со двајцата играчи. Репрезентативците според програмата, дел од тренинзите ги работат заедно, а дел во групи, се со цел подготовките добро да се одработат. Со ваков тип на тренинзи ќе се работи до сабота, а потоа за недела е најавен слободен ден, а веќе од понеделник ќе почнат и тренинзите за тактичко воигрување на екипата, кога се очекува и комплетирање со приклучувањето на Кирил Лазаров, Борко Ристовски, Филип Миркуловски и Ацо Јоновски. Македонија на Европското првенство во Полска за Краков ќе замени на 13 јануари, а претходно ќе одиграе 2 контролни дуела со Црна Гора во Скопје. Шеснаесеттото коло од АБА лигата комплетирано. Екипата на Будуќиност оствари минимална победа на гостински терен против Мега со 83:81 во последниот меч. Кошаркарите на Мега испуштија шанса да забележат победа во дуелот со лидерот на табелата Будуќиност и гостите од Подгорица славеа победа. Мега со пораз ќе допатува во Скопје во понеделник на дуелот со МЗТ Скопје, кој во првиот дел од лигата испушти победа на гостувањето кај Мега. На средбата одиграна синоќа во Црногорскиот шампион до 14-та победа го предводи Александар Марик со 18 и Омар Кук, кој средбата ја заврши со 14 постигнати поени. Со овој триумф Будуќиност се врати на првото место на табелата во пресрет на новите надпревари од 17-тото коло, кое ќе започне веќе утре. Во другите надпревари од колото, Цибона беше убедливо победена од Цедевита со 69:81. Крка го победи Тајфун со 103:96 по двете продолженија. Македонскиот првак МЗТ Скопје Аеродром на домашен терен го победи Партизан со 82:78. Сутијеска беше подобро од Олимпија со 86:78. И Гокеа изгуби од Металец со 60:66. Надпреварот Црвена звезда Задар заврши 83:57. Традиционално за Божик во најсилната светска кошаркарска лига НБА се играат атрактивни одбрани надпревари. Така ќе биде денеска. Од 20 часот и 30 минути ќе се одигра дуелот на претендентите за највисок пласман сезонава. Во Оклахома Сити кај Тендерси ќе гостува екипата на Чикаго Булс. Врв на Божигината НБА понуда е последниот трет надпревар. Тоа практично ќе биде реприза на минато сезонското финале, меч во кој шампионот Golden State Warriors го пречекува тимот на Cleveland Cavaliers. Овој надпревар ќе почне од 23 часот.
Пеп Гвардиола, тренерот на Бајер Минхен, ќе заработува 25 милиони евра годишно во Манчестер Сити до следната сезона, открива Билд. Ако овој податок биде официјализиран, Гвардиола ќе биде најскапо платениот фудбалски тренер во светот со двојно поголеми примења од оние што ги има сега во германскиот шампион. Според Кикер, шпанскиот тренер ќе подпише 3-годишен договор со Манчестер Сити и покрај тоа што актуелниот тренер на англискиот тим Мануел Пелегрини има договор до 2017 година. Викендов Гвардиола соопшти дека на крајот од сезоната ќе го напушти Бајер Минхен, а баварците открија дека негов наследник на Алијанс Арената ќе биде италијанскиот тренер Карло Анджелоти. Времето денеска беше претежно сончево со присуство на магла во котлините. Максималната температура се искачи до 15 степен. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието, почитувани, останете и понатаму со нашата програма.